Апсурден проблем веќе 10 години го мачи 67 годишниот Петре Димчев од Градско. Добил пресуда во негова корист, извршител ги наплатил парите, но тие не можат да стигнат до фондот за пензиско осигурување за кои се наменети. Се почнало во 2010 година, кога Димчев ја тужел сега веќе пропаднатата велешка фирма Жито Вардар, оти незаконски му го прекинала работниот однос 18 месеци. Судот го вратил назад на работа. Преку извршител си ги наплатил за останатите плати и придонесите, но само оние за пензиско. Од нејасни причини не достига делот за здравство. И тука е проблемот. Управата за јавни приходи не ги прима 50.000 динари за пензиско без парите за здравствено. Затоа тие 10 години стојат на сметката на извршителката. Извршителката и комората викат се уште немаме одлука од влада, се уште немаме одлука од дојдите ќе се договориме во комората, ќе ве повикаме, никако да би повикан. 2-3 пати има отидено и тоа е се, ќе видиме што е, нешто фолио, број ми спомнуваат извршителката, не знам и самија. Иако се обидала, извршителката не успеала да ги префрли парите на УЈАП и нивниот систем не ги прифаќа без надоместокот за здравствено осигурување. Димчев се жалел во комората на извршители за работата на извршителката, но оттаму констатирале дека таа не е виновна што УЈАП не ги прима овие пари. До почетокот на овие вести, од Управата за јавни приходи не добивме одговор што е пречката државата да си ги наплати своите пари. И додека предметот талка низ бирократските ходници, Димчев веќе 3 години е во пензија. Јас имав доволно стаж за да земам и пензија. А што ќе кажат тие кои им фалат уште 18 месеци, година и пол, така речено. Тој тврди дека не е единствениот во земјава кој се соочува со ваков проблем поради кој зема и пониска пензија. Преку овој пример, вели Димчев, државата уште еднаш ја покажува неефикасноста дури и кога треба да си наплати своји пари. И сето тоа на штета на граѓаните, заклучува Димчев.